Во Свети Николе референдум за изградбена регионална депонија во близина на Мечкуевци нема. Ова е одлука на светиниколските советници откако мнозинството на последната седница на Советот се воздржа од гласање за одржување на референдум заедно со председателските избори, со што предлогот на опозицијата не помина. Затоа што недоволно јасно беше истакнато дека одлуката за распишување на референдум е во согласност со Законот за локална самоуправа, Законот за референдум и со Законот за управување со отпад. Исто така, на денешната седница не беше концизно јасно кажано колкави се финансиските импликации што ќе паднат на товар на општината околу средствата поврзани со користење од ИПА програмата од Европската Унија, односно со неспроведувањето на договорот за спроведување на проекти за воспоставување на регионален систем за управување со отпад во Источниот плански регион. Со 5 гласови за и 8 воздржани, Советот не го прифати предлогот на ВМРО-ДПМН, но советниците од опозицијата останаа категорични дека гласот на народот мора да се слушне и најавија поддршка за невладините организации за собирање подписи. Сакаме да го слушнеме гласот на граѓаните, сметаме дека ова прашање го заслужува нивниот интерес и дека ни еден износ, ни едни средства, ни едни пари не се доволни за да не може да го покријат евентуалните штети или придобивки од страна на овој проект. Во меѓувреме, 18 општини од источниот и североисточниот регион формираа јавно предпријатие со седиште во Свети Николе, а на располагање имаат околу 36 милиони евра за набавка на камиони, опрема и за изградба на современата депонија. Изборот на таа локација е направен на база на стручни анализи и студија која што не чинеше помалку од 800.000 евра. Значи, и повторно да се прави студија, јас мислам дека истото ќе се каже која локација е најпогодна за поставувањето тој систем и оние претоварни станици. Парите за изградба на депонијата се обезбедени од Европската Унија, а свое учество имаат и сите општини од источниот и североисточниот плански регион, како и Свети Николе.